Романот Црна на авторката Славица Дабевска-Чировска вчера вечер свечено беше промовиран во Тетово. Концертната сала во Тетовското средно музичко училиште беше премала да ги собере сите кои покажуваат особена почит кон ликот и делото на Дабевска-Чировска. Главната хероина Црна оживеа преку зборовите на промоторите на делото, а не изостанаа и пофалните зборови кон авторката за нејзината голема љубов кон пишаниот збор, нејзината автентичност и оригиналност во пишувањето. До Црна, течат на станите, книгата за вас ќе биде задоволство, кога ќе ја прочитате, ќе почувствувате радост, ќе го препознаете Тетово, ќе се препознаете себе си. Мене посебно ми беа интересни тие сегменти, тие делови што се однесува на наставниците, на учениците. А тоа, Славица, најизворно, најавтентично го има пишано и веќе подолго време работи со децата, работи како што слушаме предно по образовниот систем. Ретки се луѓето како Славица. Јас велам, може некој да е добар писател, да е добар сликар, добар музичар, ама џабе не ако не е добар човек. Овде ние имаме еден вистински спој на поет и прозаист, значи на писател, слушнавме со афинитети за музиката и сликарството, но еден извореден човек. Ретки се ваквите луѓе како неа со толку нежност, толку топлина, толку срдечност. Ја гледат и самата кога се ракуваше, се топи од среќа што и дојдовме вече до овде. И ова е најмалку што ние можеме да направиме за оваа ретка личност. Писателот Гоце Ристовски во неговото обраќање пред присутните не наврати во минатото во времето кога се одвива действието на романот Црна и накратко го оживеа ликот на Црна, главната хероина на романот. Во овој реалистичен роман главен лик, но исто така и насловен лик е Црна, млада девојка која што ја следија точната од средношколските денови па до запишувањето на факултет. Избрано едно прекрасно символично име. Има една латинска поговорка што секако сите ја знаете, вели во името е знак. Писателката Славица Дабевска-Чировска по професија е наставник, а веќе долго време гаи љубов и кон пишаниот збор. Покрај романите Зелениот капут и неговото продолжение Црна, авторката има напишано и 4 стихозбирки, а во иднина се надева и на издавање трилогија под името Јапонски цреши.